Ова е само дел од вкупно 44 маски кои ги создадов за време на карантинот минатата пролет. Се започна случајно и мислев дека ќе заврши по првите неколку дена. Меѓутоа, секој ден помина дома, колку и да ни се чинеше едноличен, сватев дека на некој начин носи нешто ново. Најмногу во нашата внатрешна состојба. Така и секој нареден отпечаток од моето лице беше различен од претходниот. Сите маски се бели, но различно бели, различна е структурата и големината, различна е енергијата. Секоја маска си има свој личен карактер. Јас сум Анита Попова, Дипломиран архитект, керамичарка и поетеса. Имам 37 години, родена сум во Скопје, живеам во Скопје и создавам во Скопје. За себе си би рекла дека она што ме дефинира и ми ги одредува контурите е мултимедијално и концептуално. Дел од она што го создавам е функционална керамика, а другиот дел е нешто малку поабстрактно и попоетично. Она што ги поврзува и двете е некој вид на минимализам. Керамиката е комплексна дејност, таа е и наука, и уметност, и занет, а глината како материјал е жива. Се она што ќе го манифестирате како енергија, како чувство и мисла, потоа се рефлектира директно и на самиот материјал. Убавината е во тоа што има многу можности во однос на комбинирање на материјали и зависно од тоа како лично сакате да се ангажирате во занаетот, постојат можности за многу различни експериментирања. Мене тоа ми е возбудливо и интересно затоа што е поврзано со мукта на трансформацијата. Тоа е нешто што ме врзува за керамиката, што постојано сум сведок како нештото се преобразува. На некој начин се задоволува некоја моја потреба за повторно и одново раѓање. Она што го создавам мора да е во допир со поетичното. Работењето со глина навистина смирува, ве внесува во својот свет и во спиралата по која што се врти самата глина. Во моментов изработувам чинија од мека теракотна глина, која што после печењето ја добива онаа препознатлива црвена боја. Едноставно сакам убави чинии и сакам да експериментирам со формата на чиниите. За мене чинијата е повеќе од предмет. Таа си има своја филозофија до која што треба да се доближите. Освен својата функционална намена, може да пресаува и нешто друго, односно да биде скулптура во просторот. Не сакам совршени форми, не сакам совршенство, иако да, знам да се восхитувам на нешто што се доближило доволно блиску до истото. Меѓутоа, кога работам, имам тенденција малку да ги изместувам работите од нивната оска, да предизвикам некаква колизија или пукнатина или гребнатина, што и да е што ќе го покаже всушност оној судир или допир со животот и со животната енергија. Интересот да се започне нешто ново, нешто свое или да се научи занет се повеќе расте. Мој совет кон младите занетчии и оние што сакаат да учат некој занет е дека треба да бидат упорни и посветени. Упорноста, посветеноста и трпението се особено важни во создавањето керамика. Тие три начала на свој едноставен начин не носат понатаму на патот што сме го избрали.